Добро вечер. Заврши 4-дневната сага на граничните премини. Македонските превозници вечерва се повлекуваат од блокадите на товарниот дел од граничните премини. Одлуката на состанок ја донесе асоциацијата Макам Транс, откако Европската комисија донесе одлука за носење нова стратегија за визи, која што ќе значи решавање на проблемот со кој што се соочија професионалните возачи. За престојот 90 во 180 дена во Шенген зоната. Со тоа се нормализира товарниот сообраќај на премините Деве Баир, Делчево, Новосело, Дојран, Богородица, Меджитлија, Ќафасан, Блаце, Блато и Стење, за влез и излез од државата. Од Макам Транс соопштија дека се повлекуваат од блокадите бидејќи со одлуката на ЕУ е добиена потврда која што ја очекувале за промени и се за благодарни на сите кои, како што велат, неуморно во изминатите денови ја дадоа својата поддршка и солидарност. Канал 5 вечерва беше на Блаце, каде што најголем дел од камионите го напуштија граничниот премин. Во објавената стратегија патем на ЕУ се планира камионџиите да бидат вклучени во посебна категорија, која што би добила проширени правила за краткотрен престој во Шенген зоната. Кои се вашите очекувања за понатаму? Се надеваме дека ќе го исполнат тоа што го ветија. На 6 февруари веќе нашиот министер ќе оди горе, ќе преговараат и до 1 април треба да се донесе решение, да се најде решение и да немаме веќе проблеми. Се надеваме дека тоа што го ветија ќе го исполнат. Мислам дека сите се среќни и задоволни, го постигнавме првичното барање со кое што настапивме за овој протест. Така повеќето од камионите се повлекоа веќе? Да, веќе овде имаме уште 2-3 кои што ќе ги тргнеме наскоро. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски за злоупотреба на службената положба. Финансова го сомничи дека наместо да и одземе лиценца на фирмата Тритерол Петрол, чиј собственик е притворениот бизнисмен Љупчо Пецов Ѓаволот, дозволил таа да работи уште 15 месеци и да оствари вкупен промет од над 3 милиони евра и да оствари профит од речиси 230.000 евра. Бислимовски вели се било регуларно и нема да дозволи да му се извалка името. Овие постапки се потврдувани од сериозен тим во регулаторната комисија за енергетика. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и Правилникот за лиценци. Нема да дозволам на ниту еден начин, имајќи во предвид дека сум и татко, и сопруг, и брат, и пријател, да биде извалкано моето име. Времето ќе покаже дали имало или немало политички притисоци. Премиерот Мицкоски, одговарајќи на пратеничко прашање во Собранието, рече дека како влада на синдикатите им понудиле покачување на платата на административните службеници за околу 40%, но дека било одбиено. Филипче пак најави дека СДСМ ќе поднесе предлог законски решенија за минимална плата од 600 евра. Што е тоа што го понудивме? Моменталната плата да биде основица, која што сега секако ќе се зголеми за минималната, и тој збир да се зголеми за 8%. Сега, во април, 26. Тоа е X парички. Следната година, 27, тие X парички повторно да се зголемат за минималната плата и тој збир со нови 8%. ССМ го одбија. Ќе кажам зошто. Затоа што тие се потписници во тој униполарен свет кој има монопол во репрезентативноста на синдикатите со поранешната влада. Координаторот на пратеничката група на СДСМ и поранешен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски во гостувањето во само интервју изјави дека тие како партија
не се против системот Safe City од аспект на безбедноста, но дека имаат забелешки во делот на висината на казните и контролата на податоците. Не се дефинира што ќе се прави со прибраниот материјал. А тоа се слики, видеа, лични податоци на Добро, вело дека според законот ќе се чуваат колку што треба да се чуваат. Тоа треба. И дека потпишале имаше одмавара дека потпишале 11 акти со агенцијата. Тоа треба дефинитивно да биде дефинирано што и како и на кој начин ќе се остави за да не се злоупотреби. Оваа партија има корени на злоупотреби на ваквите податоци. И јас имам право да се сомневам, а имаат право и граѓаните да се сомневат. Ако тогаш за година дена има 160.000 казни, а сега имате за неколку дена 160.000 казни, тогаш и казнената политика мора да биде сообразена и со економската состојба на граѓаните. Пред стартот на системот Безбеден град в недела падна и првите санкции за користење телефон на пешачки или при возење велосипед или тротинет. Казни се изречени за 30 на граѓани. Заврши периодот на опомени. Полицијата почна да изрекува казни за граѓаните со мобилен на пешачки, како и за оние кои зборуваат на телефон додека управуваат тротинет или велосипед. Како што не информираа од МВР, во изминатите 4 месеци, поради прекршување на законот, регистрирани биле над 150 предупредувања, а 30 на граѓани добиле и казни кои се движат од 40 до 50 евра. На територија на секторот за внатрешни работи Скопје, во периодот од 26 септември 2025 година до 25 јануари оваа година, констатирани се 152 предупредувања и 34 санкции. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека полека почнале да се навикнуваат на овие правила и истите ги почитуваат. Според нив, само на ваков начин ќе се зголеми вниманието кај граѓаните кои преминуваат на пешачки премин, особено таму каде што нема семафори. Сообраќај мора да се одвива. Има регулација со семафори. Забележувам дека нема пешаци кои поминуваат со мобилен телефон на пешачки премин. Мислам дека ќе го почитуваат законот и едните и другите, се надевам. Немаат право. Нормално треба да помини да ги исклучи. Да ги исклучи телефонот и да поминит и да биде внимателен на автомобилите кои што врваат на главниот. Дали вие се придржувате? Се придржува нормално. Во недела пак стартува системот Безбеден град. Откако деновиве се правеше финално тестирање на камерите низ државата. Во меѓувреме, од МВР упатија апел кон граѓаните да поднесат барање за промена на контакт податоците, што ги доставиле при регистрација на возилата доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци. Тоа може да го сторат на посебниот шалтер во одделот за граѓански работи во зградата на МТВ во Скопје и во станиците за технички преглед на возила во државата, каде што е распореден деташиран референт на МВР. Грипот губи на сила, но од Институтот за јавно здравје апелираат да нема опуштање, затоа што постои опасност од втор пик. Според инфектолозите и пулмолозите, оваа година грипот има многу потешка клиничка слика. А што се однесува до пикот, да приметувате дека имаме 2 недели намалување на бројките, но се уште е многу рано да кажеме дека сме го надминале пикот, бидејќи во минатата сезона имавме 2 пика. Може би ова е првиот, може би да е и последниот, но не значи дека нема да има нов пик и ново растење на бројките. Тоа беше се. Пријатна вечер.